Драги гледачи, ве поздравуваме од Универзалната сала во Скопје, каде што туку го означивме почетокот на 11-тиот поред фестивал на детската песна, почетокот на Златното славејче 81. Гледачи и уредници на вечерашнава наша емисија од серијата Гледач уредник, драги гледачи. Ајде, ајде, да се дружиме. Соливе и сонче сака, најдобро се расте така. Светот е полн со убавини, светот е преполн со свежно. Волшебно, лета сонот на криле сад. Кога се лути тато, мама само се мешка. Полетай песно. Ми дадоа слобода, изгора и права, низ џунгла да талкам со крената глава. Па така си шеткам, песнички си свиркам и по скришни места љубопитно зиркам. Ама белја, братко, ме изеде стравот, па истата слобода ја има и лавот. Законот ја штити таа дива зверка, па може најслободно да ни земе мерка. И никому ништо, крвца ако сркне, ако стрвно посака, мене да ме кркне. Жити слободата со фабричка мана, на дивите зверки да им станам храна. Дајте друга слобода, колку чини плаќам, оваа за џунглата назад ви ја враќам. Јас растев заедно со децата. Ова е сепак песна за деца. Децата не ги интересираат само тревките, пчелките, животинките, крокодилите, слоновите, лавовите и слично. Имало пред 2-3 века, во близина една река, страшна река жива згода, со ветриви и ред вода. Секој со причина влегува во нашиот живот. Така е и со Васил Пујовски. По животите на своите пријатели остави трајни траги. Нема човек кој соработувал со Васил Пујовски, а да не каже дека после него ништо не е исто. Строг, но правичен, прецизен и посветен. Тоа е писателот за деца Васил Пујовски. Ти благодарам, Пујо. Ти благодарам, Васил. Го паметам како млад, енергичен човек кој што секогаш држи до својот збор и многу е тешко да го убедиш во спротивното. Васил Пујовски, меѓу нас се го викавме Пујо, е еден од ретките уредници сценаристи во МТВ што оставил белег на целокупната програма во нашата куќа. Го запознав како еден млад, виток, како ластар, така беше. Многу ме подсетуваше после неговиот син на него. Многу генерации деца израснале со тие стихови на Пујо и дека многу генерации кои што ги сакале тие песни, се уште живеат со тие песни и си го чуваат детето во себе. Значи, Васил Пујовски е неизбришлив момент од битисувањето, од работата, од успесите на македонската радиотелевизија. Васил Пујовски е писател за деца. Има издадено 8 збирки песни за деца и тоа: Мижета да ве лажам во 85-та година, Сркај кркај во 88-та, збирка песни
Дајте музика во 94-та и потоа следната 95-та година ја издава збирката Прва лига. Следат Звездано дете и Ѕверка без мерка во 99-та и 2000-та, а во 2017 година ја издава збирката Јас, Ана и нејзиниот брат. Неговото богато творештво го прават и поемата за деца Кат Патон и сказната Било не било. А својата посветеност кон децата ја остварува и преку театарската представа за деца Кралот Кускуле I, поставена во Театарот за деца и младенци во 1992 година, со што ја започнува соработката со овој театар. Но своето творештво го започнува со збирката Поезија за деца под наслов Светот на детскиот сон, збирка која изобилува со илустрации од Коле Манев. А почетоците се дамнешни, но сеќавањата се уште свежи. Уште во основна. Почнав, се сеќавам многу добро. Беше нова година, 56-та година, јас малку неарен. Тогаш ја напишав првата песна. Од тогаш почна мојата приказна. Останав во литературата. Годинава, ете поминаа толку години, годинава, ќе одбележам 50 години членство во Друштвото на писателите на Македонија. 50 години, не се малку. Кога поминаа, како поминаа? Поминаа. Првата средба со медиумите Васил Пујовски ја остварува во 1966 година во Радиотелевизија Скопје, како дел од сценаристите на серијата Ваша крстословка, но заминува во ревијата Екран. Во телевизија се вработив, откако поминав 10 години во Нова Македонија, значи 1980 година. Дојдов во забавната редакција, потоа се формира контактно-рекреативната програма, бев уредник 2 години на таа програма и на крајот Љубомир Јакимовски одлучи да ја преземам детската редакција, таа истата редакција во која што не влегов 66-та година. И тука останав до 99-та година. На почетокот во забавната редакција го уредува забавното меѓувреме, но работејќи на подготовките на серијата за деца Ајде да се дружиме, придонело да стане уредник на детската редакција, каде што го наследува долгогодишниот уредник, писателот Генади Болиновски. Кога се формира телевизијата, првиот уредник, подоцна главен уредник на секторот на културно-уметничката програма Србо Ивановски, па краток период беше Оливера Николова, која што остави голема трага. Генади Болиновски околу 70 години беше уредник. Потоа дојдов јас, уште еден уредник после мене и редакцијата потоа згасна, на жал. Првиот фестивал за песни за деца бил Златно славече, но од каде произлегла идејата? Фестивалот започнал во 1971 година, но не како фестивал, туку како приредба Избираме најдобар глас. Прв фестивал и воопшто почеток на заживувањето на детската песна во Македонија. Пред тоа постоеја 2-3 песни за деца, кои што ги пееше Славица Исјановска, до ре, ми фа, ми сол фа, први ноти научив, мамбо, мамбо, буквар, мамбо, и уште една кои што ги напиша Димитар Масевски. Постоеја уште неколку песни за Дедо Мраз, Среде соба високо елката ни стои, Слегов очар планина и слично, и ништо повеќе. Од фолклорната ризница, и се уште не е искористена фолклорната ризница, од фолклорната ризница, песните за деца, ги немаше, и денеска се уште ги нема, не знам, некој еднаш
ќе влезе во таа ризница да го ископа тоа богатство и да се види дека ние сме имали и детска песна, меѓутоа не сме ја обрнале внимание. Идејата дојде од потребата во универзалната сала секоја недела се одржуваа приредби за деца во недела предплан. Тие приредби ги стартуваше денес покојниот Миле Марковски, син на Венко Марковски. Меѓутоа, после неговото заминување во Бугарија, ме повикаа мене да ги режирам, да ги подготвувам сценаријата и да ги организирам тие приредби за деца. Одеше многу тешко. Освен фолклорни групи и хорови, ние друг материјал немавме. На детето како индивидуа во таа сфера не му беше обрнувано големо внимание, важни беа колективитетите, хоровите и фолклорните групи. Не можеше да се пополни една содржина за приредба од 1 час секоја недела. Од тука произлезе потребата дека нам ни треба ангажман да создадеме македонска детска песна. Сериозната задача да се организира прв фестивал на себе ја презел Сојузот за грижи и воспитување на децата. Пред самиот почеток, копијата се кршеле околу двете идеи. Дали тоа да бидат хорски смотри на училишни хорови или фестивал на детска песна. Членовите на Комисијата за естетско воспитување, каде што членувале писателите Васил Пујовски, Глигор Поповски и Љупчо Стојменски, ја протежирале идејата за песни за деца, додека композиторите Ѓорѓи Смокварски и Благој Цанев ја промовирале идејата поврзана со хоровите. Но 5-децениската историја на фестивалот Златно славече покажува дека писателите го одбрале вистинскиот пат. Падна одлука да го повикаме Александар Жамбазов, да се консултираме. Можеме ли оваа идеја да ја заживееме? Стартуваше првата фестивалска приредба, јас сепак ќе ја наречам фестивалска приредба, во една мала сала, во салата на Драмски театар. Така почна славечето, така што ако некој сака да се декларира како иницијатор, како основач, поединец, тоа не може. Пред неколку години ме замоли Пујо, ме замоли. Ми рече, Аце, мора се нафатиме во интерес на куќата, на МТВ, па и поширок интерес да го средиме Златното славече. Ја викам, чекај, Златно славече прво има многу емисии, многу години наназад. Тоа се многу различни формати на ленти, квадриплекс, С, бета. Секоја лента има 100 ленти, а во секоја лента има може по 100 песни. Не се секирај. Се договараме, може. Си го извади тефтерчето, како што си беше педантерија, си секоја нумера од секоја година на Златното славече, знам колку години беше Златно славече, 20-30 години колку беше, ја знаеше, кога ги правевме емисиите, ги подредуваше по жанрови. Сите беа детски, меѓутоа имаше детски зимски, за мајка, за татко, за баба, за дедо, по наслови и направивме стотици емисии кои беа во функција на програмата, а и беа интересни за децата, а и ги спасивме како Златно славече. Сега е есен, но зимскиот покривач од снег над поле и брег знае да не изненади и во ова годишно време, па секако нема да сгрешиме ако денес запееме и за снегулките. На зимата, на која што децата најмногу и се радуваат, на снегулките, на снежните боеви за кои што децата уште од сега треба да се подготвуваат, ќе не подсети Слободанка Галевска од Скопје. Никој не се сеќава кој го даде името Златно славече на фестивалот. Јас мислам, дури јас не се сеќавам што бев председател на таа комисија за
естетско воспитување. После Ѓорги Смокварски бев јас председател на таа комисија од како почна да постои Славечето. Јас мислам, а не сум сигурен, а не е ни битно, дека беше Глигор Поповски. Толку се сеќавам дека имаше разни предлози, и кои што држаа вода, но и кои што беа смешни. Да речем, имаше предлог да се вика Златна бубамара. Фестивал на детска песна Златна бубамара, нели денес има една приредба Златна бубамара. А јас тогаш ставиш забелешка, бубамарата не пее. Каква бубамара. И мислам дека после таа дискусија произлезе предлогот, едногласно беше усвоен, кој го даде, не е битно. Дека одново сме овде сите, 20 наши нови златни славејчиња. Детскиот хор Развигорче. Фестивалскиот оркестар. Диригентите Запро Запров. И Александар Джамбазов. Мене ме зарази со оваа проблематика Ацо Джамбазов. Сакајки, носи песна, напишал музика, да ми напишеш текст. Ми покажа дека тоа оди по некоја шема. Создавањето на стихови за детска песна. И сега јас, како поет, си имам својата авторска слобода да се искажам јас како што сакам. Меѓутоа, дали е тоа употребливо? Да, така, да. Како тоа ќе влезе во... Дали е тоа употребливо? Значи, ако не влезам во шемата, нели сме против шеми, против шематизирање на нештата, ако не влезам во шемата, таа песна не е употреблива. И јас го подредив целото, повеќе од моите книги, се компонирани речици од првата до последната песна. Веќе готови. Зашто јас ги градев така, па мене неколку композитори ми го рекле тоа, меѓу другите Мичо Божиновски, Љупчо Мирковски, Славе Димитров, и да не ги редам сега, дека кој ќе земат мој текст, виднаш, тие имаат готова песна. Мелодијата, да. Многу е тешко, а јас тврдев дека воопшто и во народната, и во забавната, и во детската, текстот е многу битен. Ако немаш текст, вие погледнете кои се најголемите хитови, тие што се слеани, и текстот, што и се како музиката, едно. што се како едно. Многу лесно на неговите текстови се компонира, така е. И јас имав во моето творече соработка со многу поети и тие, како што се Блаже Коновски, Ацо Шопов и многу други, и тие што имаат таква музикална жица, многу лесно се компонираш. Сите композитори, сите кои што се бавеа со музика и кои што сакаат да направат детска песна, песна за деца, ги избираат текстовите на Пујо. Беше едноставно да се работи со него, затоа што човекот која, мислам, тие во себе текстови има и луцидност, има и темпо, има и ритам. Веднаш самата мелодија излегуваше тука, има шерет, има поука, има се оно што треба да има еден детски текст и една детска песна. Пујо е многу музикален. Мислам, мене многу ми е криво што он има еден убав баршун на глас и секој си замислил еден ден дека ќе сними, ќе отпее некоја песма, а не отпее. Он знаеше во текстовите да е направи таа музичка рима, таа естетика музичката, со него лесно се соработуваше. Со него работев и на негови текстови, и он работеше на моја музика. Мене, во творештвото, за некои песни, самите внуци ќе им речеме, дедо, кај ти текна ова? Абе, сине, мене не ми текна воопшто. Јас го препишав од тебе.
Го напишав, гледајќи те тебе што правиш, слушајќи те тебе што зборуваш. Јас само го купив од тебе и сега ти го враќам како песна. Ти благодарам. Изнарача зборови такви, какви што не сум ни чула. Еве замислете рече, дека сум обична нула. Боби, баш ми е гајле, нема да плачам по тебе. Нека сум нула, но ти си едно разгалено бебе. Но втората стихозбирка, после Светот на детскиот сон, е за поезија за возраст. Да, втората е поезија за возрастни пред Божји суд. Пред Божји суд. Интересно, јас во гимназиските години пишував повеќе поезија за возрастни. Меѓутоа, подоцна, гледајќи го третманот на таа поезија, сватив дека јас не сум роден за таа сфера. Може би сгрешив, не знам, тоа никој пат нема да се открие, бидејќи друга книга не напишав, имам уште една, но таа е во ракопис и е до половина. Си реков, посвети се ти на децата, расти си заедно со децата. Ти беше прекинат од детството, еве ти шанса повторно да растиш како дете преку децата. Да. И навистина, мене кога ми се роди внукот, јас почнав одново да растам. И напишав во тој период од како се роди внукот повеќе книги, уште 2 драмски текстови, отколку што за целото претходно време. Го споменувате вашето прекинато детство. Од село Дъмбени, кога дојдовте? Па јас не сум никаков бегалец, дете од година и пол возраст, ниту може да бега. Дојдов 48 година, во март, на година и пол. Татко ми остана во борбите, мајка ми беше префрлена при бежанијата во Албанија, таму се роди сестра ми, 49 година. Во еден логор над Подградец, се вика Пренјес. И беше однесена во соброд во Романија. И јас, мајка ми, ја запознав 56-та година. Веќе на 10 годишна возраст. Значи, јас растев по Скопската чаршија, по уличките на Скопската чаршија, без мајка. И многу тешко ми паѓаше кога денеска се говори какви содржини им се даваат на децата, на што ги учиме децата, дали треба вака, дали треба онака. Јас се сеќавам многу добро колку тешко ми паѓаше кога ќе зададеа писмена задача мојот роден крај. А јас човек без роден крај. Ниту сум го видел, ниту сум го запознал. Еве сега човек да се чуди во овие времиња. Но ете, помина животот. Децата бегалци одамна не се деца, но судбината е таа. Јас ја имам пишувано за тоа, но за тоа подоцна. Тоа беше прекинатото детство. Но животот продолжува понатаму. Преку делата се остваруваат детските соништа, па така своето телевизиско мајсторство Пујовски го започнува со серијата Ајде да се дружиме, за потоа да следи серијата Чук-Чук Стојанче од 100 епизоди. Но тој бил само почетокот на обемната продукција на редакцијата за деца и млади, каде што Васил Пујовски 15 години беше посветен на нејзиниот развој. Дури и потоа, како помошник директор за програма, тој продолжува да се грижи за продукцијата на Менета за деца. Размислувам дали ако останев, дали ќе беше укината.
Затоа што многу важно е кога нешто укинуваш, кој човек го укинуваш со се тоа што го укинуваш. Дали ќе ме укинаа и мене? Мене ме укинаа после тоа. Кога ја укинаа редакцијата, јас немав кај да се вратам. Значи ме укинаа и мене, ама на индиректен начин. Но не вашето творештво. Творештвото си останува, емисиите остануваат, записите во времето остануваат. Чукчу Стојанче, 100 и нешто епизоди имаше, он кој беше еден од главните сценаристи. Толку беа интересни емисиите што ги реализиравме, он дури доваѓаше и на снимање, и на монтажа, да ни прикаже, да ни каже дека како треба да изгледа ликот што го замислил. Дори толку беа добро направени, дори моите деца беа мали тогаш, ја импресионирам, пошто работев монтажата со Миле Гроздановски беше режисерот, им ги раскажував приказките, дури им доловував визуелно како изгледало и беше стварно многу интересно. Што ли бара ова време, сака сонче да си земе, сон ли пеи, сонче сака, најдобро се расте така. Продукцијата наменета за деца во времето на уредувањето на Васил Пујовски ги бележи своите златни моменти. Тогаш се реализирани проекти кои оставаат неизбришливи траги во македонската телевизија. Во нив се инкорпорирани не само стихови за деца, туку и играни елементи, правејќи идеални целини кои ги паметат и оние кои веќе не се деца. Започнувајќи од Полета и песно, до Реми, Опстанок, Здраво гениалци, па се до Дајте музика и серијалот Во светот на бајките. Тоа почна со Полета и песно, Зоран Крстевски. Таа беше правена по материјалите со кои што постоеа пред да дојдам јас во редакцијата. Можевме да направиме 8 епизоди. Тоа беше 1987 година. После тоа, за да се развива тој фонд, да одиме во таа насока, забавата пред се на децата, не наметнатата едукација, туку едукација преку забава. Ако ја има, ако ја нема, децата ќе бидат барем весели. Пак си постигнал некој резултат. Единствен пат, јас да откажам соработка со режисер, ден пред снимање беше со таа серија. Ни беше доделен режисер, се разбира и на наш предлог, со наше прифаќање. 2 години ги подготвуваше 8 сценарија со Зоран Крстевски. Ден пред снимање вика, овие сценарија не чинат, јас серијата нема да ја снимам. А како утре имаме прва клапа? Сега ми го кажуваш тоа. Ти благодарам. Го баталив. И сега размислувам што да се прави. Не ми се случило мене тоа да ми пропадне снимање. И јас право соседи сме. Од спротива. Живеевме право кај Душко Наумовски. Душко дојдов со еден голем зорт. Аман бе, Васил, шо е зортот? Вака и вака и вака. Твојот
колега, ден пред прва клапа, ми откаже. Еве ги 8 сценарии. Прочитај ги, јави ми се Бајле, дали доаѓаш на снимање или ќе го откажи. Непроспиена ноќ. Се јави Душко утредента. Васил, за твоја љубов прифатам. Благодарам. И ја снимивме серијата. Беше многу успешна. Тоа беше серија замислена пак со забава, со музика, меѓутоа во една друга насока во рамката. Решивме да ангажираме еден композитор, да му дадеме по 8 песни од еден автор, да создаде музика и врз тоа да градиме игра на рамка, што ќе ја осмисли Зора. Така што, јас се здружив со Кире Костов, Томче Таневски се здружи со Бошко Смаќовски, Како пар. Стојан Тарапуза се здружи со Љубомир Бранџолица, Видое Подгорец се здружи со Љупчо Мирковски, Мичо Божиновски со Васил Куновски, Джамбазов со Ванчо Николевски и Михо Атанасовски со Тоде Новачевски. Не беше лесно да се соработува со Пујовски, затоа што беше прецизен, затоа што многу бараше, затоа што ја штитеше екипата и затоа што тоа што ќе го замислевме бараше да се реализира до крај. Значи, почнавме да работиме детски серии во еден друг уметнички пристап. Тука беа сериите Ајде да се дружиме, Шарам Барам, и од еднаш станавме во тогашната во тогашниот дел од просторот на емитување во тогашната Југославија, еден сегмент кој што не можеше да се остави настрана, а да не биде забележан и нашите серии да не одат на телевизија Белград, на телевизија Загреб, на телевизија Сараево и така натаму. Набрзо потоа, тоа ни беше малку, сакавме да направиме една детска серија која што ќе остане запаметена. Меѓу поголемите успеси на редакцијата на програмата за деца и млади беше серијата Опстанок, до која сценарио дојдовме преку конкурс за ТВ серија и ТВ драма, што го распишевме неколку години пред тоа. Тогаш се работеше со конкурси, сценаријата се делеа на сите режисери и од тој конкурс жири комисијата што ќе одбереше текст, ние си биравме текстови што ни лежат на душата и што мислевме дека можеме да направиме добар резултат од нив. Така во мои раце дојде серијата Опстанок на сценаристот Трајче Крстевски. Долго време работевме на припреми на таа серија. Серијата бараше многу напори, затоа што требаше да се реализира во 4 годишни времења, пролет, лето, есен, зима, затоа што за тогашните услови кошташе многу пари. Меѓутоа, од сето тоа излезе квалитетен производ што се врти се уште, а мислам дека и ќе се врти во иднина на програмите на македонската телевизија. Мощно успешен проект, кој што најде на одличен прием. Веќе се повторувам. И драмата Цвеќе на Карпата, примена на конкурсот што го спомнав, од Иван Карадак, во режија на Благоја Андреев. Со неја освоивме Гран При во Неум
на што бевме горди и многу радосни. Ако ја нема, да се пронајде треба, да се измисли една уличка тесна, скриено катче. Ќе ви кажам една ситуација со Дајте музика. Ја снимавме серијата, реков, формално на зборови беше доделен специјален третман, меѓутоа немаше специјален третман, немаше ни услови, средства никој пат не доволно. Ја снимивме серијата. Материјалот е цел готов. Дајте музика е оген, не сме на час. Може да вреди кој колку сака, колку го држи глас. Дајте музика, дајте музика, дајте музика. И сега имаме готова серија, неозаглавена. Серијата немаше наслов. Ве затворив тогаш во мојата канцеларија да дојдете до наслов. И излегол. 2-3 часа ме немаше. Се вратив, не видов баш премногу радосни фаци, баш радост кај вас. Наслов? Не можевме да се погодиме. И тогаш јас, едно ливче. Што мислите за ова? Тоа беше скокање, радост, продолжение на приказната. Сега насловот го имаме. Ја немаме песна. Насловната песна. Кој ќе ја напише? Па, сега стиховите ќе ги напише, тој што го предложи насловот. И добро, ја напишав јас песната, сега се бара композитор. Првата средба веројатно беше преку некои мои учества во македонската телевизија, по покана од детската редакција, каде што Пуја беше уредник. Во она време, кога се уште ми беше мојата дружба со децата и впечатоците на децата дека јас сум некој нивни пејач, некој нивни миленик преку онаа песна Чили Вили. И така дојде до една малку подоцна и посериозна соработка, во која што Пујо онака имаше доверба во мене да ми даде да направам неколку композиции од емисијата, од легендарната емисија која што тогаш се подготвуваше во македонската телевизија, Дајте музика. Ми даде 2 текстови од автори на детски стихови. Мислам дека едниот беше од Стојан Тарапуза, другите стихови мислам дека беа од Киро Донев. Ги направив тие 2 песни, му се бендиса на Пуја, им се бендиса на сите тамо во редакцијата, им се бендиса на луѓето во телевизијата, па ми даде уште 2. Ги направив и тие, ми дадоа некоја песна да испеам башка за самата емисија, некако им се видов како некој компатибилен, онака со оној материјал што тие го замислуваа да го направат за подоцна да се емитува. Па некако решија од редакцијата и Пујо исто така да стиховите за насловната нумера, оние стихови што тој ги напиша Дајте музика, да ми ги доверат мене. Веќе ние бевме во не само во соработка, во оние денови баш добро и се дружевме и некако тоа ми дојде баш како една голема обврска пред се, голема обврска за еден така прилично сериозен проект, на еден да се даде задача да направи музичка шпица на некој прилично нов во таа работа, компонирање на детски композиции. И на едно седење кај Ристо Самарџиев, јас го прашувам, ти дете,
Работиш ли на детски песни? Не она што ние ти нарачавме. Онака, по своја волја, по своја желба. Работиш ли на детски песни? Работам. Ај гитарата да чуем. Свири. Што знам јас една Нина. Ах, таа Нина, Нина. Виолина. Подоцна му напишав текст. Тогаш немаше текст. На ла-ла-ла ја пееше. Ех, што знам јас една Нина, што свири виолина, од хоби мандолина, јас за тоа трубар сум. Јас сум масна глас за четки, за маткања и сплетки, компјутер сум за дропки и за сопки бистарум. Таа песна, втора песна, трета песна, сите на ла-ла-ла. Нема текст. Христо, ај, еве ти го овој текст, готов, па наместо овие без текст човек си ги компонирал, обиди се да направиш музика на о. Ќе проба. Скромно. И ја зедер исто песната. И сега ја носи готова. Готова, снимена. Бргу беше. Не помина многу време. Сите одушевени. После одушевувањето се пресели кај публиката. Да. Ако ја нема, да се пронајде треба, да се измисли една уличка песна, криено каче, таинствено кјоше, само за игри, за шеги и за песна. Dajte muzika, ovde sме на час. Може да преби кој колку сака, колку го држи глас. Многу е тешко кога човек ќе се поведе по една композиција, да кажеме, даден е текстот, па една композиција и после го влече. Но кај Пујо тоа е многу едноставно. Неговите стихови самите по себе ти ја даваат мелодијата. Во овој случај, Дajte музика ги спаднеш исто така добра да имаше било кој од другите две композиции што јас ги понудив. Затоа што самите стихови кај него ја даваат мелодијата. Тоа беше вашиот придонес во играната програма за деца. Тоа се виде и во Дajte музика и во Умни глави, каде што децата игра улоги на возрастни. Да, обратно. Кое беше многу интересно примено кај децата. А се разбира кај Која сме кај Умни глави, и тука тоа беше продукција на над 100 епизоди на Владо Диновски. Јас лично го ангажирав, го замолив, познавајќи го неговиот творечки импулс, да поработи малку на таква материја. Пак наслов нема. Насловот е многу битен. Снимавме серијата. Остана пак без наслов. Владо, наслов. Дојдовме до наслов Умни глави. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на криле сад. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Убави моменти имаше уште одма потоа, после завршувањето на серијата Обстанок, со серијата Во светот на бајките.
тука веќе дојдоа до израз и помладите соработници од редакцијата за деца и млади. Направивме добар избор на текстови, направивме добра концепција како да ја сликаме серијата, направивме добра музика, како поддршка што требаше да не направи или да ни придонесе за општото добро, вклучувајќи го тука и костимографското решение и сценографското на Александар Ивановски Карадар, костимите на Лира Грабол, музиката на Славе Димитров. И на крај направивме дело што ќе се памети. На бајките само чудесно тајно влегуваат децата што мечтаат, децата што сонуваат. За оваа шпица, за овој текст, за овој наслов, имав комична ситуација со Славе Димитров. Решивме да се вика серијата Во светот на бајките, пак тој што го предложи насловот, тој требаше. И го напишав јас текстот. Тој текст, каде се не наишол, во кој се антологија не влегол, или влегол, не е битно, го прашувам Славе после известно време, помина баја ги време. Славе, што стана со шпицата? Ја чекаме, серијата е снимена исто како Дајте музика, посебен третман, готова, епизодите монтирани, нема шпица. Се знае дека на таков материјал сега ни треба, ние може би работевме наопаку. Меѓутоа, самиот материјал не стимулираше и другите сегменти, многу битни, да бидат до некој врв. Не бива од тој текст песна. Така вели Славе. Мене ми вика. Абе, Славе, ти си професионалец, јас сум професионалец, јас те ангажирам. Потруди се. Кога ми ја даде текстот, он ми даде некој рок за една недела да го направам. Јас во таа недела го направам само првиот дел. Втори дел никако не може да го направам. Ми требаше 2 месеци и тогаш имавме кавги ова, али јас не можев вториот дел да го... После 2 месеци вториот дел го завршив и после стана голем хит, ево сега многу е вртена. И ете ти го Славе, после година и повеќе, доаѓа сам насмеан до ушите. Држи касета. Успеав. Радосен као мало дете. Шо успеав, шо си направил? Ја направи шпицата. Дојди да видиш, да слушнеш. Сега јас му враќам. Да. Славе, нели не биваше од тој текст песна, сега ми доаѓаш одушевен и сакаш да ме влечкаш кај илустраторите да слушам музика? Не доаѓам. Дебе, па ти шо толку се лутиш? Не доаѓам. Еве ти ги соработниците мои, одете, слушнете ја. Отидоа сите, се вратија одушевени, ништо помалку од Славе. Да. На бајките само чудесно тајно влегуваат децата што мечтаат, децата што сонуваат. Со уметници кога работиш, треба да имаш разбирање, треба да имаш трпеливост. И мое тврдење, не постои неупотреблив човек. Само треба да му ја најдеш вистинската задача. Така. Или тој да си ја пронајде да го вистинската димензија. Да му помогнеш, да. Да има амбиција да си ја пронајде вистинската димензија. Во тие текстови што он ги добив од него, повеќето по нарачка, за нарачена музика, за драми, за сонгови, за Дајте музика, за до ре ми, на текстовите, ја реков, немав никаков проблем, многу лесно ги сема оваа песна која малку ме измачи, ама затоа па имало зошто. На бајките само чудесно тајно влегуваат децата што мечтаат. Првата успешна серија
најуспешна, би рекол, беше Шарамбана, која што ја работеше Кире Печијаревски, подоцна се приклучи и Зоран, ја работеа Кире Печијаревски и Зоран Крстевски едно 4-5 години. После тоа решија да одат секој по својот пат. Замина и Кире, замина и Зоран. Други амбиции. Ама редакцијата не пропада. Деца бија многу чудно нешто. А јас уште почудно. А јас уште најчудно. Шарам право, лево, десно, овде, онде, вие десно. Ене сутре, крај да бидам, шарам барам, се да видам. Добив двајца женски соработници, почетници, и програмата Тоа пак големи течеше почетници, да. како што веќе зборувавме. Затоа што некои од тие проекти се До ден денешен. во времето кога дојдоа тие соработнички реализирани. Со доаѓањето на Васил Пујовски за главен уредник, редакцијата наеднаш се раздвижи, задуваа нови ветришта, се собравме повеќе млади автори, се собраа повеќе млади новинари, а како неискусни во тој период беа Васил Пујовски и Велко Неделковски. Од младите новинари Тања Гоговска-Максимовска, потоа Сонја Јаќовска, заминуваа уште неколку новинари, меѓутоа ова беше основната срж на редакцијата која што ја движеше напред. И имам желба во емисијава да се слушне песната од бајката, што и беше исто прва бајка на Сонја Јаќовска-Самарџиева, Фавијан, да ја слушнеме песната Звездено дете. Расти Фавијанче, расти, месечко сонче ти плете, звездите трепкаат нежно, ти си ми звездено дете. Расти Фавијанче, расти, времето бргу ќе мине, дури да трепнеш соко, ти ќе ми пореснеш сине. Е, сега, мене ми враќа телевизијата, ми враќа мене во моето творештво. Јас давав, со оваа песна, таа ми враќа мене. Откако ја напишав оваа песна, некој огам ме фати, некој порив ме фати, а звезденото дете е Васил, внукот. Напишав многу песни. А песната има една димензија што не може да остави човека рамнодушен. Од тие песни се роди оваа книга, овој избор, Звездено дете. Овде има над 100 песни, 80% од нив се оживеани во музика. Тоа е она што го зборував. Дали ќе пишувам песни кои што нема да ми ги прочитаат ни пријателите, или ќе пишувам песни што ќе живеат некаков поинаков живот. И навистина, која ќе влезе песната во музика, Да, таа е веќе бесмртна. добива живот. Здраво, Трупче. Што? Абе, гледај! Оп, шишот. Ево тоа величество кралот Кускуле први и несеното величество кралица на Кускулеца од Пејца. И моето шутраштво, шутот шашле од зашле. Шушу ми го една. Покрај драмскиот текст за деца Кралот Кускуле први во режија на Душко Нумовски, Васил Пујовски е автор на пиесата во стихови Дете голо меше, како и драматизација на пиесата Алиса во земјата на чудата.
Пујовски го работи преводот и препевот на песните од представата Беше еднаш на Дивиот Запад од Душко Радовиќ, преводот на Баш Челик, како и сонговите за представата Три древни приказни по музика на Арсен Дедич. Сите овие представи биле дел од театарот за деца и младинци. Па и слава. Но една црта го сплетка вешто, тој од клевети не крена глава. Беше тој песна на диви крта, злобници го нацуцулија. Така го снајде судбина грда, баш само за една дребулија. И таму кај што не си е науѓа. Кога те нема. 86. Хелена ја запознавме јас после фестивалот. Да? Да, откако ги освоја сите награди. Јас после фестивалот ја запознав кога дојде во студио да снима. Изрази желба да ме види. Таа песна, ќе се насмеја, е чудно создадена. Доаѓа Кире Костов, мислам дека беше Пролет. Во минало што било, заборави. И ми ја дава песната. Оваа песна ќе биде изведена на Макфест, Штип почнува да организира фестивал. Тоа беше првиот Макфест. А добро, до кога ти е рокот за да ти го напишем текстот? Рокот помине. Како бе помине? Значи ти си ја создавал толку време песната, а јас сега со поминат рок да ти го напишам текстот за ден, два. Ако можеш. Ја зјадов. Најприсутна си тогаш. И те нема, и секаде те има, неизбежно те има. Во себе си те носа. Ја слушам песната. Колку повеќе ја слушам, таа толку повеќе влегува во мене. Колку повеќе влегува во мене мојата одговорност кон текстот. поголема. Уште поголема. Пиши, бриши, пиши, бриши. Потрошив време и хартија колку за цела книга. Не оди, па не оди. И мислев да му откажам на Кире. Еден ден, една ноќ, седиме до рано изутри некаде пријател. Правевме муабети што правевме муабети, ама муабетите влегоа. Зборевме за некои луѓе што заминале. И мотивот умрата. Се враќам дома јас. 5 сабајка. Го ставив насловот. да. Мозокот па не работи. Си легна. После пола саат станува. Ништо. Јас се израдував сега. Готово. На третото станување, за 10 минути, Цела песна. се роди кога те нема. И остана. Остана. Каде, пријателу, каде, по тугини кои, каде, пријателу, каде по светот не своји. На срце рана имам и јас, Јоване. Ке ли мине, ајде да наздравиме. Не се крие, што ме боли, како ми е. Очи имам, след ке видам, тебе ако не те видам.
Има една судбина е создадена, јас би употребил стихови од мојот драг пријател Јован В. Павловски, авторот на Бисер Балкански. Таа песна беше создавана солзи сами капат просто. Деца бевме, кому сгрешивме, виновни што бевме без вина, толку тешко кој не пробора. Животот по светот ми. Јас ја пишувам, плачам. Зошто? Беше ден Великден. А на Великден е имен ден на татко ми. Има една судбина, е неговата и мојата судбина. Така ја напишав таа песна. Солзи сами капат. Простите и сега простете ми. Отиде на Интерфест со Наум Петревски и Росана. Ги освои сите награди, Гран При. Маалско финале. Многобројна публика настан леле мале на маалски надпревар играме финале. Се тресат трибините, едногласно ечи, звони, гордо звучи да се слуша шампиони, шампиони. Почнавме со црна топка, дриблинг, фаул, фол, не мина ни минутка, а примивме гол. Побаравме нова топка, дајте бела, ајде, во 7-та минута, истото не снајде. Ко без компас претавме, сопнати, попарени, заџабени сменија и 3 топки шарени. Се тресеше мрежата, што чудо не скамени, каков резил невиден, папсавме засрамени. Противникот везеше со таква леснотија, смешни не направија, не се ни испотија. На крај сите врескаа, абе што се мачите, не се баксус топките, проблем се играчите. Со него имам соработувано на многу проекти, на многу емисии и секогаш сме работеле она што се вика во интерес на куќата. Секогаш бил човек што сакаше да помогне, да сугерира на грешки. На прв поглед делуваше намрштено со неговите мустаки, меѓутоа у суштина тој беше човек благородна душа, сакаше да помогне, знаеше да се нашали. Едноставно човек кој ги знаеше сите сегменти на производството на македонската телевизија, где знаеше по табија што се вика и од монтажери до сниматели, до режисери, тонци, осветители, сите структури на луѓе ги познаваше. И со нив правеше еден тим кој на крај емисиите што ги беа завршни, во завршна фаза излегуваа перфектни. Секогаш кога ќе смислевме нешто, прво го решававме во редакцијата горе, а тоа беа срчани расправи
докажување кој, како и зошто треба да се направи. Значи, ходниците ечеа, меѓутоа Пујо остануваше на своето, јас останував на своето. Многу убави моменти се тоа, затоа што тоа не беше на празна дискусија, тоа беа моменти каде што се решаваше секој сегмент од сценаристичкиот дел за кој што беше тој одговорен. Васил беше многу строг, кога беше обично строг беше, али во текот на работа, кој завршеше работата, кој да немало кавга, така, али имавме доста расправи. Он беше принципиен, кога се подпишуваа договори, па не знам, сакаше све да му биде подредено и мислам, он беше влюбен во својата работа, не сакаше да пропушти ништо и оттаму произлегува некој. Сега ние авторите секогаш работевме на појќе поли, не можевме да одговориме во текот на термините кои беа закажани, но сепак имавме одговорност, не може да ослободиш нешто од себе, а онака да се подпише, само да се сврши работа, така да оттаму произлегуваат тие работи. Преку оваа соработка со Пујо и тоа дружење со него, значи јас буквално уште многу повеќе од она што претходно го имав, го разиграв тоа детенце во себе, што ми е многу драго и поради што на Пујо сум голем должник, баш поради тоа, поради сето тоа едно поле кое што отвори една голема, да кажеме, една голема бројка, огромна бројка на авторски песни за деца, а кои што пред се настанаа поради таа дружба со Пујо. Должник сум му поради тоа и должник сум му за една песна, знае тој за таа сум должник, за која што не успеав да направам музика, за Анче Ураганче, која што самата по себе, таа беше доволна, тие зборови кои што Пујо ги напиша за неговата внука, мислам, самите си кажува, таа беше една многу кратка, многу сладка песна, но се надевам дека ќе има уште многу други песни кои што ќе можеме заедно да ги создадеме за децата да пеат, да растат со нив и навистина драго ми е што можам нешто да кажам вака јавно за Пујо, затоа што искрено кога некој човек ќе напише такви стихови како Дајте музика или стиховите за песната Светот на бајките, мислам тогаш јасно е дека многу генерации деца израснале со тие стихови на Пујо и дека многу генерации кои што ги сакале тие песни, се уште живеат со тие песни и си го чуваат детето во себе. Баш благодарајќи на Пујо. А тој секој што го истакнувал, дека тоа е најважното, да се сочува детето во себе. Академикот Анте Поповски за вашата поезија ќе каже: предметите, животните, настаните, играчките по имете, само навидум се познати ентитети. Нив ги обколува неодгатлива аура, која час ги замаглува, час ги осветлува световите околу нас. Затоа најголемиот број меѓу песните на Појовски се исполнети со несекојдневности и напнатосни, не толку поради формални надворешни конвенции, туку поради јазикот низ кој се откриваат. Дали Анте точно ја погодува вашата поезија? Анте во срж ја погодува и мене ми остави многу голем впечаток. Тој го пишуваше поговорот за книгата Звездано дете. Рече, веќе имаше и тој внуци. Јас не знаев дека поезијата за деца била толку сериозна работа. Ти завидувам што пишуваш песни за деца. За неколку од твоите песни ќе напишам посебни есеи, за жал почина. Анте Поповски. Колку тежи, многу потешко било да напишеш детска песна, отколку за возраст. Така. Тоа ми го кажа Анте и го оправда она што претходно го кажа. Дилемата за возрастни или за деца? За деца. Денеска, кога ќе се каже Васил Пујовски, не сте само вие, имате и уште еден Васил Пујовски, кој е ваша голема гордост во спортските води.
не е веќе во спортските води. Тој спорт е за помала возраст. Тој веќе има 22 години. Го напушти спортот. За жал, немаше услови. Васил стигна да освои европски турнири и во сингл, и во дубл, во бадминтон. Меѓутоа, услови за тренирање немаше и го батали спортот. Мене ми е многу жал. Сега се занимава со компјутери. Јас се разбира, се гордеам со него. Trčaj, Fabijanče, trčaj, sonce ti svetli na dajni. Trevkite daniki šetna, site i čudesni dajni. Trčaj niz, trevkite trčaj, naberi rosa i cveke, duri da napraviš buke, momčeke, видеш ти веќе. Не, внукот ме натера. После неговото раѓање, кога почна да ги разбира нештата, ме натера најубавите песни и сите нови песни што ќе ги напишам, да ги напишам со рака, да оставам автограф. Ја зеде еднаш тетратката и вика, абе дедо, оде ја нема Никола? И па ја нема, бе дедо. Да ми ја напишеш. Зошто ја спомнувам? И му ја напишев. Затоа што Никола беше правен на готова музика. Никола, нешто чудно ми се случува. Што е тоа, знае мајка ми, мама ме подучува. Никола, тоа значи дека растеме, дека врву ке пораснеме. Никола. Ќе дојдат пријатели во викендичката на татко ми и на мајка ми во Катланово и ме прашуваат како си бе, Васил, како се чувствуваш? И јас им велам, што да ви кажам, се чувствувам како затвореник во Идризово. Аман бе? Да бе. Е како беш како затвореник во Идризово, што ти не достига па тебе? Сега ќе ви кажам. Затворениците се затворени во затвор. Ги обкружува голем ѕид, железна порта, безбедност. Тие сакаат отаде ѕидот, не им е овозможено. Не може. А близко е Идризово. Јас се чувствувам исто како нив. Само малку поинаку, обратно. Јас немам кинески ѕид на викендичкава. Портата на дворешна е широм отворена. Јас не сакам отаде портата. Кој како сака, нека ме разбере. Јас се чувствувам така. Каква глава, таква капа. Група бадијалџии, што ги знам од мал, наумиле божемски, ме токмат за крал. Нашле круна некаква, па за чест и слава, померка ја кројат за мојата глава. На лејкава моја може се и личи, но не бива кралски бербер да ја бричи. Не бидува самар на камилска грба, не биваат свирчиња од секоја врба. На оваа глава, на моиве рамена, прилега паварија, летна шапка сламена. Тоа што сум, тоа сум, вчера, денес, сега, нема што да менувам, ама ни на шега. Шеговејци ни заедни, од ум да не зајдете, друга глава барајте, кралот да го најдете. Ни мајка ми кралица, ни татко ми крал, јас сум сепак пресреќен и не ми е жал.